Ова видео колумна ќе ја започнам со крајот на интервјуто кое неодамна го направив со Викторија Дамчевска, според мене голем професионалец од областа на човечките ресурси. Во него таа вели: "Тоа што е бесплатно е добриот збор, а толку ретко се применува. Позитивниот фидбек и признанието на компаниите кон нивните вработени се меѓу клучните аспекти за задржување на вработените. За препастувачки дури 80% од вработените според едно истражување се чувствуваат непризнати за својот труд. Би било убаво доколку се почне од това, затоа што компаниите не ги чини ништо. Потребно е само повеќе желба и емпатија", вели Дамчевска. Слушнавте? 80% од вработените се чувствуваат непризнати за својот труд. Овие податоци се на светско ниво и се навистина поразителни. Ако е ваква сликата гледана токму на светско ниво, кој знае како е во Македонија. Претпоставувам дека кога кај нас би се направило слично истражување, бројката на незадоволни вработени би била доста голема. Мислам дека не ни треба да се направи некое обемно истражување. Една обична анкета би го потврдила тоа. Со право поголемиот дел од вработените се незадоволни. Се чувствуваат преработено, а при тоа не им се признава ништо. Кога некои шефови ќе слушнат за ова, ќе се насмеат цинично и ќе речат: "Па нели ги плаќам, тоа не е доволно. Во рете што ги плаќаш." Но од време на време нема да биде лошо да му речеш на вработениот: "Одлично сработи денес" или "Одлична работа." Може би звучи малку клише, но ваквите зборови многу значат. Тие им покажуваат на вработените дека нивната работа е забележена, а тоа му доаѓа како бонус, како дополнителен стимул да имаат поголема мотивација за да продолжат уште подобро да ги извршуваат своите работни задачи. И сега, наместо пофалби и нематеријални награди кои не чинат пари, а тоа се зборовите, шефовите секогаш ги критикуваат кога ќе сгрешат нешто. Ги микроменаџираат, па дури и некогаш со душа чекаат да направат грешка за да им укажат на неа. Понекогаш понижувајќи ги пред останатите вработени. И после се чудат зошто не можат да најдат нов кадар. За разлика од порано кога немало социјални мрежи и многу не се знаело што се случува во компаниите, сега лошиот збор се шири виртуелно и се шири надалеку. А свеста е повеќе крената. Помладите вработени, пред да аплицираат за работа во одредена компанија, прво го проверуваат незиниот имидж, најчесто преку социјалните мрежи. И штом видат или прочитаат нешто лошо за компанијата, си велат: "Не фала, мене ми е важно менталното здравје и нема да го ризикувам по никаква цена, па дури и да даваат огромна плата." На крај, за да привлечеш вработени, но и да ги зачуваш оние кои ги имаш, не се доволни само пари. Потребни се човечност и емпатија. Еве уште еден податок од интервјуто со Дамчевска. Само 19% од генерацијата Z, луѓето родени помеѓу 1997 и 2012 година, би работеле во компанија која не ги дели нивните вредности, а меѓу вредностите кои ги посакуваат секако е и признанието за трудот кој го вложуваат во работните задачи.